Недела, 14:30. Време за сите вас со авантуристички дух да ми се придружите во новите авантури со мене, вашиот Марк. Еден несекојдневен и интересен настан во минатата емисија не натера нашата авантура низ Тетово да ја продолжиме и оваа емисија. Да се присетиме. Ја завршивме убавата дружба со нашиот домачкин Јовица во Бањиче. На пат кон шарената џамија не пречека ни повеќе, ни помалку карнавал. А јас, се разбира, не можев да одолеам на карнавалешката атмосфера, особено на звукот на зурлите и тапање. Да почнам и јас со вас. Добар ден, јас сум Марк, не знам дали ме познавате. И сега правам авантурите на Марк се викаат. Марк се шеда преку цела Македонија, ја истражува Македонија и покажува убавините од Македонија. Епа, мислам оти ова е дел од убавините од Македонија. Мора да се покажува. Што имате камерата тука, ете тоа е. Ви благодарам што ме дозволите да бидам дел од вас. Ајде, да уживаме, ете тоа е. Фала ви, епа, да, дојдов во Тетово, треба да бидам дел од карнавалот, обавезно. Ви благодарам. Имајте убав ден. Не, со големо задоволство. Какво уживање. Оригинални маски, кои според верувањата, служат да ги набркат сите духови, пропратени со музиката од автентичните инструменти за овие предели, зурлата и тапанот. А карнавалот го пречекавме кај шарената џамја. Токму на местото каде треба да се сретниме со нашиот денешен домакин. Ајде, да појдеме. Здраво, господине. Мило ми е што ве запознавам. Здраво. За жал, вашето име не го памтам, ама знам ти сте професор, сте историчар, сте човек со големо срце, хуман човек. Кажете ми нешто повеќе за вас. Името прво, кажете ми го жена. Да. Благодарам. Јас сум Бехиџудин Шехапи. Бехиџудин Шехапи. Да, малку комплицирано име, имате право. Бехиџудин Шехапи. Добро. Бехиџудин Шехапи, историчар на уметноста сум. Добро. Фокус ми е средниот век, односно османлиската уметност и архитектура. Добро. Тука сум и докторирал. Работам во Министерството за култура. А исто така предавам интерактивна настава на студентите. А исто така, како што спомнавте, едно долго време сум и доброволец, хуманитарен работник и правам напори... Како и треба да бидеме и сите, амајде. Да, правам напори да правиме убави нешта во оваа наша држава. Значи, прво, преку хуманитарните активности да ја зајакнеме демократијата, цивилното општество, чувството за мир, чувството за убавина. За почитот. За почит, бидејќи живееме во една многу интересна земја, многу убава земја. Што се вика која е мултикултурна, мултицивилизацијска, каде има едно долго време луѓето имат едно разбирање помеѓу себе, без оглед на некои историски констелации, каде нормално се имало и недоразбирање, но ние сме тука да градиме едно општество, пред се цивилно, со почит заемен и со почит кон сите културно-историски, цивилизацијски вредности на сите народи кои живеат во оваа земја, а токму се наоѓаме пред еден споменик на културата, Абдураман Паша, чиј донатор е
Абдураман Паша, значи Шараната џамија, Алажа џамија, Абдураман Паша, кој ги поседувал овие карактеристики. Јас малку повеќе анализирав и истражува по разните архиви и во Истанбул и патописците на многу познати луѓе од 19 век и дознаваме дека ова особа, оваа личност која гради оваа џамија, ја знаел вредноста на ова поднебје, ги почитувал сите луѓе, имал прогресивни идеи, дури ги следел трендовскиот прогрес во тоа време. Замислете, прави од 19 век една џамија со барок, со рококо и фактички се одмотува со Абдураман Паша една нова историја во Тетово. Значи, ајде да кажам проевропска и така натака. За нив мислам за тој век, за тој време Македонија беше малку поблиску, да кажеме, од Европа, освен што беше порано од Турција и светоа. И сакаше да покаже нешто. Таа толеранција што долго време преовладувал и во Османлиската империја, ние знаеме еден многу интересен документ, пак со Отомана, што е баш во тоа време, долги години немало големи војни. И Абдураман Паша ја користи таа можност, го враќа, значи, спокојот во Тетово, мирот, разбирањето и, што е многу интересно, своето богатство го употребува и за добротворни цели, бил хуманитарец голем, што ние дознаваме од надписот на влезната страна, кој треба да одиме да го видиме, од каде гледаме дека тој навистина во тој надпис во проза ние гледаме неговата личност дека бил многу голем добротвор, скромен човек, скромен, многу приступачен за разговор со сите граѓани, обновил Тетово, ја направил канализацијата, урбанизмот. Браво. И она што е битно, остава белек на еден урбанизам во 19 век, тој урбанизам и таа архитектура и тој изглед на градот ќе го натера познатиот Ами Буе, француски патефисец кој го посетил Тетово во 1844 година, рекол дека Тетово е како град во Швајцарија, полно со зеленило, со средување на интереси, И кога рекол Ами Буе дека јас од ридот Балтепе, каде е калето на Абдураман Паша, кога фрлив еден поглед кон Тетово, одеднаш ми дојде дека едно море зелено кој е како вода. Значи толку вегетација, бујна, убава, средени патишта и така натака. Значи затоа тоа е одраз на филозофијата на Абдураман Паша, кој еве ни ја остави и оваа џамија, овој споменик, кој е еден конгломерат на уметнички вредности. И во екстериорот, и во интериорот. Немате вие простор да не е насликан, која не е вообичаено за исламската архитектура и за османлиската уметност. Верските споменици, верските градби тогаш се градат многу скромни, а Абдураман Паша става една бујна декорација, кој надвор има геометриски профилации, има исто така квадрати со сонце или со форма на баклава, како што гледаме, а внатре во интериорот имаме акантуси, натюрморт, имаме архитектура. Да, ќе видиме. Значи, ова е една многу интересна џамија.
Значи, се работи за една извонредна личност, која личност, значи, зрачила со позитивна енергија во Тетово. Како вие, како мене, Да. како нас. Значи, многу почитуван и многу е интересно. Значи, ова дело е дело на Абдураман Паша. А неговиот татко Реджеп Паша ни оставил уште едно интересно дело во балканските простори, тоа е Харабати Бабатеке во Тетово. Значи, да, слушам, татко и син се големи донатори, Да. добротворци, имаат чувство за хуманост, имаат чувство за навистина за развој на, еве да речеме, соживотот и доброчинството во едно место. Замислете, татко и син помагаат и во обновата на црквата Света Богородица во Лешов, замислете, Свети Атанасија, со 300 златници, а тогаш во 1829 година од тогашниот епарх Кирил Пејчиновиќ добиваат и благодарница. Таа благодарница денеска со нивните ликови се во конаците на Лешовскиот манастир. Нема прилика да ги видам, бев во Лешко, Тие се, значи, навистина извонредни луѓе, а пред се ја сакале својата религија, својата култура и не случајно во овој надпис кој е проза, овој надпис, откаде ние го дознаваме и времето на обновата на оваа џамија. Ова џамија всушност е изградена во 15 век, во 1495 од страна на двете сестри кои почиваат овде во овој маузолеј. Еве, во овој маузолеј тие се Хуршида и Менсура Ханума, но веќе руинираната и полурушената џамија во 1833 година ја обновува Абдураман Паша. И годината на изградбата на џамијата ја дознаваме од овој извонреден надпис кој е дадена во проза, кој е книжевно дело. Едно прашање од мојата страна. Извинете што ве прекинувам, многу сакам да ве слушам и навистина, ќе знаете историјата прекрасна. Се кажува шарената џамија. Навистина има посебни декорации што се направени, што се уникатни за оваа џамија. Го нема това никаде. Знамо ти во исламската вера, во џамиите свето не може да се бојне, има специфични затоа јас ве разбирам. Значи затоа е уникатна оваа џамија. Уникатна е, да. Значи, има една само овде, Во некогашните простории на османлиската држава на Балканот, знаете вие до 1912 година османлиската држава била присутна овде, само 3 џамии се вакви. На истиот тип? Да. Имате во Травник, имате во Тирана, имате во Нови Пазар и ова е 4-та џамија. Што значи Абдураман Паша дава еден интересна порака со оваа џамија. Прво, многу битна порака е за душата на овие две сестри, Хуршида и Менсура Ханума, кои нивното богатство го употребиле за изградба на овој храм, за нивно име, тој дава девојчински изглед на оваа џамија. Точно така, да. Ја облечи, украс, како што всушност. Јас кажам облечи, вие украс, навистина, да. Како што е всушност чеизот на девојките и така натака. Да. Второ, значи он ги следи трендовите во Европа. Он има дури некои сознанија дека тука покрај дебарските фреско мајстори носи од Италија мајстори за барокот и рококото внатре. Браво. И замислете, една многу интересна работа за овој споменик. 200 и нешто години е оваа живост и оваа динамика на овие бои. Како ова се одржува? Знаете што? 40 јајцини белки тој употребувал и ги мешал во алфреско техника со пигменти, со бои. А тоа е со белка од јајца? Да. И малтерот има влакна од ован, што значи дека динамиката на оваа уметност доаѓа до израз во ова е како еден тепих. Ова е како еден, значи, па сите овие паноа надвор и оваа декорација внатре дават една уникатност на оваа џамија. И затоа пак ќе ве прекидам, извинете. Кажувате типик. Знамо ти секој муслиманска која прави молитвата употребува еден тепик. Дали секој
парче од џамиите се како еден тепик што секој го употреба. Да, тоа Дали може да алудира и на тоа. Да, ти знам, ти секој верник си го има својот тепик за да се ја прави молитвата. Значи, ние сме горди како тетовчани што го имаме овој споменик на културата, што се одржува извонредно и од страна на институциите, и од страна на исламската верска заедница, односно на џамискиот џемат. Ова џами има својот себил, значи својата чешма, од каде се зема абдес и се употребува за вода. Има еден маузолеј, значи турбе. Како се вика начинот да се абдес. Абдес да се чисти. Пред секоја молитва се зема абдес. Точно. И многу е интересно дека ова џами има еден отворен трем, тремот е отворен со столбови, долниот дел, а горниот дел е затворен. Има интересни пропорции. Нема еден дел што беше за мажите доле има и за жените. Има галерија горе, да, за жените и за великодостојниците, нели? Точно, да. Значи, со ова џамија и со другите споменици на културата од 19 век што се во Тетово, тоа е едно време на Белепок во Тетово. Имаме интересни градби, имаме мостови, Тетовското кале, имаме те конаци, стамбени куќи, имаме калдерми, имаме канализација и се тоа. И затоа кога доаѓаат патеписците овде и во Тетовското теќе, секогаш зборуваат во суперлатива за управувањето на Тетово во времето на Абдураман Паша и на неговиот татко претходно Реджеп Паша. Прекрасната дружба со нашиот домакин професорот Бехиџудин Хесапи продолжува понатаму. Во разговорот со него се запознавме со Тетово во периодот помеѓу 15 и 19 век. Сега време е малку да уживаме во убавите нешта од сегашното Тетово. Боза и сладки звучат примамливо, нели? Ајде, да одиме. Поведете. Ајде. Па да. Еве, ова е значи Добар ден. позната. Bienvenue. Добар ден. Ајде повелите. Здраво, добар ден, Добар господине. ден, повелите. Мило ми е што Добро сум да се. Препорака од господинот професоре, да го кажам ти името, пак не можам да го памтам, ама ќе ми дојде после. Гледам ти имате убавини. Само убавини, све со сладко. Вие сте една, најдобрата сладкарница, да кажеме, во Тетово. Па, тука сме ние уште од 53-та година. 53-та година? Дедовците, да. Това се 80 години што сте тука, така нешто. Да, тука сме, да. Вау, браво. И произведуваме, Убавини? почнувајќи од тулумбете, од традиционалните, па се до модерните, како чизкек, карамелна торта. Извините, ги видов толумбите, кога видам толумбата, не, Да. мислам на баба ми. Кога бев дете, она ми ги даваше дека толумбите, тоа е нешто вау. Исто имаме таму и баклави имаме, традиционални, кадаиф, индијанки, еклери, прочуени, италијански кремпити. Да, ви гледаме и сладолед правите. И сладоледот ни е врв. Това што ми кажува. Да. Врвот е сладолед. Врвот е сладоледот. Значи, кога се спомнува Тетово, ако се спомнува сладоледот, веднаш мислите одат амфора. Амфора. И кај да си одиш во амфора да земаш сладолед. Бидејќи овој вкус нема никаде на друго место. Точно така. Тоа е Вие ми битно. кажавте на приказна така нешто. Се запознавте овде нешто? Абе, знаете што, ние во интересни години беа тие 70-ти, 80-ти години како млади луѓе, гимназијалци, излегувавме на Корзо и доаѓавме амфора. И тука беше младеж, тука беа тие запознавања, тука беа тие убави, апсолутно. Со благо оди и моабетот е благ, нели? Па точно така. Господине, мора да пробаме нешто. Вашето специјалитет. Повелете. Што е вашето специјалитет овде точно? Ние сме попознати по боемот, Боемот, добро. италијанска кремпита, Добро. Сладолед и сладоледот, Добро. па и се И боза се разбира, И бозата се разбира, бозата. да. Забравивме на Можам да ве главното. замолам. Национален Бајца сме, пиолек. Да ни давате едно мало парче од што сакате да не препорачате, за Како да да не, пробаме. како да не. Може? Може. Значи, тука, драги пријателу Марк, се прават интересни производи, но дефинитивно најубави муабети во Тетово се во амфора. Па да. Значи, зошто? Затоа што бозата е вкусна, тулумбата, сладоледот Да. и спорт, фудбал. Јас си правим тука, вие Да. не мора се. За сите интересни настани, ние се собираме во Професоре, вие сакате толумба исто или? Може, све едно.
А ова е традиционална тулумба, во Тетово се прави многу убаво. Тулумба, знаете, едно сладко од османлискиот период. Јас ја знам, Тулумба, да. малку помала и подолга. Така. Ја така ми даваше баба. Па ги прават и поголеми, и помали така. Во историските документи, особено тие французите кои Росие и Амибуе кои представувале во Тетово, тие уште тогаш во 19 век спомнуваат за тетовската тулумба и за тетовскиот сладолед, замислете. И тоа е една многу богата традиција што овие наши пријатели ја продолжуваат со успех. Браво. Дојдеме на масата, да ги пробаме тоа. Повелете. Ајде, повелете. Од овде, повелете. Оп. Фала ви за сите убавини, сите убави статки, све. Гледам сладолед, гледам корнети овде се. Ама ова бозата, сите ја познават. Да ви кажам право, и јас имам прилика да го пијам боза. Ама како се прави боза? Бозата прво потекло е од Персија. Персија, Многу добро. стар рецепт. Тука кај нас бозата е познато по тоа што треба да врие. Да врие. Значи едно 6-7 часа треба да врие. Да врие. И Претежно е брашно и пченкарно брашно. брашно, пченкарно и се додава до вода или нешто така? Вода, да, и врие. Поентата само. е во вриењето, само врие. Добро, После окей. тоа се По сладкото уживање во амфора, време е да одиме да готвиме малку. Следна дестинација наред е селото Вратница. Одиме во посета на чорбаджискиот Ан. Ке подкупуваме традиционална храна, се разбира на традиционален начин во Грне. Едвај чекам да стигнеме. Добар ден, шеф. Добро Здраво, дојдовте. добар ден. Јас сум Никола, Добар ден. Никола, Гоце. Гоце. собствениците на Чорбаджискијан. Драго ни е што ве примивте, што сте нас Фала ви. гостин денеска. Фала ви многу, јас поканата е тука, дојдов и Меѓутоа, имаме и едно пријатно изненадување за вас. Ве чекав натре еден заеднички пријател. кој е? Повелете. Ајде, ќе видиме. Ете го изненадувањето. Изненадувањето. Се Саша. Марк, добро. Здраво, Добар добар ден. Како си, Саша? Ајде, вете чекам малку да Ајде, да спремаш ајде да нешто пременеш, табло. ајде. Саша. Знаеш колку ми е мило што те гледам денес? Па еве јас сум донел производи. Охо. Ќе готвиме денеска. Да. Свеж тартуф и се што треба да се спреми, Окей, да се ама- сготви. Добро. Саша, мило ми е. Навистина, сакам да готвам со тебе, ама ме чекат во кујна. Ќе готвиме, Окей. заврши таму Ќе готвиме работа. заедно, ама Обавезно. готвиме после. Ајде, се Договорено. гледаме. Ајде. Ајде. Па, Никола, мило ми е, сум во твојата кујна. Добро дојдовте. Ти си шеф овде во објектот, како се викаш тај објектот? Чорбаджискијан. Чорбаджиски Ан. Ан. Малку тешко ми мене да го кажам. Тешок е за изговор, Да, така. извини. Ќе ми направиш убава рецепта што ти е специјалитет, мислам од Така, да. од куќата, Тоа е, како да, се тоа е кажа? наш специјалитет. Што ќе направиш? Денеска ќе спремаме селско месо, Селско на месо? наш начин. Добро, окей. Значи, Состојките во се? селското месо ставаме свинско филе, сецкано, шампињони свежи, Добро. сува блага пиперка Добро. и прас. И прас. Малку бело вино Да. и малку наш сос, И дафинка. секако дафинка, Окей. црн пипер, црн бибер. мелен, така. Одлично. Ајде. Едноставен рецепт, меѓутоа вкусен. Па Ќе го се пробате. надевам. Ајде Ќе да го почнеме? пробате. Да почнеме. Окей, го сечиш на коцки. Прво се сече на коцки свинското филе, Одлично. нормално малку Зејтинче. сончогледово Да. масло, Да, супер. Ова го правиш ти за... Знамо ти имаш... Да, имам Да. предходно Ти ми сецкано кажа, за да не се губи време, така? Имаш право, ајде да преме. Оти само за тоа е само за еден човек. Јасно, тоа е па една да. порција, да. Па да. Браво, целото месо. Зошто употребаш свинско филе? Свинско филе е најубавиот дел, да кажеме, од Па баш свинската, затоа го потребуваме Многу да биде меко. меко, да биде сочно месото, Добро. да биде
да биде вкусно едноставно. Добро, добро. Мене секогаш ми е жал да се употреби свинско месо во нешто што е варено така долго време. Свинско месо за мене е свинско филе. Само малку ќе се пропрши, Аха. иде во грне колку само да малку да фати Окей. коричка. Добро. Само ако може Окей. на лажица Да, да земам јас. окей. исто. Фала ви. Добро. Значи само Ова се колку пропржува малку да малку? се пропрши. Окей. Само колку да фати коричка, без многу долга обработка. Јас секогаш го правам тоа, месото да фати кора, зашто за Така, сокот да што остане останува. сокот во Ете, месото, така. Точно. Додека месото се пржи, се сецкаат шампиньоните Шампиньоните, добро. на не многу ситни, не многу крупни парчиња, Окей, да има уште да се осети Да. печурка во месото. Точно. Окей. Околу да кажеме што има 500 грама тука максимум, да. Па околу 500 грама. 400-500 грама печурки, да. За околу кило месо. На една порција иде 100 грама шампиньони. Добро, окей. Така. Тоа е рецептот. Добро. Пак ќе кажам, македонската храна, македонската кујна е многу лесна. Се употреба на министе што ги имаш во околината. Така. Може, како кажувам сега, исто инфлуенца од турска кујна, ама не, Така. ова е типично македонско Македонско. јадење. Добро. Селска тава, Така, селска Добро. тава, селско месо. селско месо. Ја обожавам такви јадења така што се традиционални, што се пробат во цела Македонија, така посебно во убави места како ти работиш, Така. како работите традиционална кујна со срце, Така, така. душата се осеќа овде. Убаво е што македонската кујна изобилува со јадења кои што се спремаат од малку намирници, меѓутоа се споро готвени да се задржи, Точно. И се Вкусот пуно со и- вкус. така. Така, тоа сакав да. да се Това задржи сакам и да вкусот, слушнам. да, и хранливите вредности на јадењето. Точно така. Океј. Месето се пропржи, Така. може малку поја... Малку да, појак да се оган. појачини, да. Зачините на крај, почеток кога имаш нешто Зачини преферирам да ставам од кога ќе фати кора месото за да Исто. солта не му го извади, да не му ја Браво. извади водата. Браво. Сакам да слушам тоа, оти многу луѓе стават зачини предходно, Однапред, да. и тоа го вади целата течност што го има во Така, месото. јас преферирам Браво. од како ќе биде барем до пола месото. Почитувам. Сега ги ставаме Шампиньоните, шампиньоните. добро. Продолжуваме сега со празот. Или пиперките. прво. Наредно ги ставам сувите пиперки, а празот многу малку, само колку да омекне. Добро, окей. Ја мислев ти требаше повеќе да се пропржи. Добро. Пиперките само ги кршам. На пиперка лута или Блага пиперка. блага пиперка, спремам, добро. така. Блага масува. Блага сува пиперка, Добро. да. Сега Видов да спрема, извини, видов да спрема едно грне, ќе ги Да. ставиш внатре Да, и месото иде во грнето и во фурна. тоа е тоа. Колку да прокрчка да фати една коричка убаво. да. Кога е веќе месото до пола готово, Одиш со празот. оди со една лажичка дафинка. Добро, зачините. Окей. Осем се става малку дафинка, се става малку бибер, тоа се Така, тоа е се од зачини. главно зачини, Да. да. Добро. Сега го сецкаме и празот. Окей. Мислам дека две стапчиња се Ситно сосем сецкано, долу. како го сечкаш? На крукчиња, На круг, добро. за да не се стопи и да се изгуби за време на готвење. Окей. Почитувам, јас учам сега. Тука сум да видам како го спремаш. Не сум тука да ти кажам како треба да готвиш. Затоа прашувам. Да покажем еден Уствари истото јадење, меѓутоа на наш начин. Секој така. ресторан, секој домаќинство си има Точно. свој препознатлив начин на спремање на храната. Да, ти срска тава такви ствари, знамо ти луѓе стават и сирење или кашкавал или Така, нешто така овде внатре. не. Не, Овде чисто. иде чисто, месо и браво. зеленчук. Добро. Гледаме ти ставаш прас, а не ставаш кромит. Да, Ама празот наистина го преферирам заради тоа што мислам дека повише ја доловува, го доловува тој македонски вкус. Добро, окей. Сепак зимата била период кога празот нели издржува, нема да смрзне и го има, се користел доста. Сега се користи зимно. Да. Да, обавезно. И после ќе го трансферираш во грнето. Потоа додавам сос, кој имаш што сос. сами го спремаме, вариме Што е? зеленчук, телешки коски и Тоа е бујон, телешко месо. тоа е бујон. така, да. Добро, окей. Со малку брашно, Окей, да се го згусни. запржувам така да се згусне и го додаваме на јадењето. Окей. Еве, полека. Ете така. О, како мирисот убаво изгледа. Многу добро. Полека, полека.
Одлично. Спремно да оди во Спремно да оди во фурна. Ајде. Одиме во фурна сега. Оди. Ајде одиме. Земи го грнето и одам по тебе. Сашо, знаеш, дојгам од кујна, глеј, ти донесов топчиња. Се е спремно. Се е спремно. Топчиња од мелено месо. Имаме пиперки пропржени. Имаме јајца, имаме лепче сиренце, и сирење. тартуфи Ти имаш имаме, тартуфи бел. и све другото. И сите производи што треба, нешто ќе искомбинираме. Од така, може. вака, ајде, те молам. да, Ајде, да. Јас ќе спремам во меѓувреме овие бомбиците. Оп, чекај, поминам позади тебе. Е, така. Ќе направиме еден шоу денес, ќе видиш. Малку путер од тартуфа. Да му ставиме некај бомбиците. Ќе ги мешаме. Не само мирисот што го ставаш таму, мирисот што го имаме овде. Чекај, малку домато паса. Ете, тоа сакам да ти кажам. Паста. Да. Така. Валя. Тури мал, дај. Друга лажица. Дај ми. Доста? Две. Две лажици. Одиме по две. Ете така. И го оставиме малку да се влези внатре. Ајде. Одиме сега со пиперките. Пиперките, Добро. мислам да употребим малку масло, маслиново масло со тартуфа и малку балзамика. Може. Ајде. Неколку капки. Асистент мој. Еј, капки, да. капки. Со прстот. Вуаля. И неколку Балзамико. капки балзамико, да. Капки. Браво. Одлично. Мислам ти овде е доволно. Мириса? Мириса. Знаеш кој е? Тоа е поубаво од мирис од жена. Да. Да. Пувал Уау, мириса. уау. Овде јајцата. Исто. И почна таму малку, стави ми малку тартуфа тука и неколку капки од маслиново масло од тартуфа ќе оди топ комбинација. Добро. Ево е. Стоп. Доволно е. Океј. Капките од масло. Чекај, јас ќе ги земам овие. Доволно? Доволно. Одлично. Добро. Имаме 1, 2, 3. Добро. Ова не го видов уште до сега. Што ти е тоа? Ново е тоа. Бадем со зачин од тартуф. Многу Зачин вкусно. од тартуф. Да, вкусно, ќе пробаш. Добро. Чудно ми. Хајде да пробаме ова. Пробај. Еј. Добар вкус. Браво. Да. Многу ми се допаѓа. Знаеш што Да, ќе остане добро. тука? Има да мезиме. Остај го, вади. Хајде. Јас ќе го пресечам овде што имаме. И ќе ги ставиме малку со топчињата така. Мислам може. ќе оди со сите комбинации. Ќе може да оди и исто и со пиперките. Браво. Тоа е печен бадем. Браво. Ја објасни ми точно како го направи. Чисто печен? бадем, да, со зачин од тартуф. Добро. Значи испечено, зачинето. Јас не ги знам тоа зачин од тартуф, ама му Да, дават да. еден посебен шмек, посебен вкус и навистина така во Тоа е позадината. специјално само за бадемот е. Браво. Ова ти е открив нешто преубаво. ново. Да. Навистина, глеј, во салати може да се става. Може да се Може, става може, како да. гарнир секаде. Да. Браво, многу ми се допаѓа. Овие нема да ги сецкам. Да, едно е. Пробам. Вуаля, ќе му ставиме малку са. Исто со пиперките. И ова ќе го држиме, знае зашто? Ќе го ставиме на сирењето. На сирењето може. имаме мед. Имамо Знам, мед ти со имаш бел мед. тартуф. Да. Ја ќе спогодалам јас. Со тартуфите. Ама тартуфите, знаете, имаш нешто така едно, како да кажам, еден начин. Тоа се афродизијак, а? Така викаат. Ако претеруваш од това, Да не претераш. Да. Проблем. Мора А? со мерка. добро, ама мерка, гледа, 1, 2, 3, 4, имаме концентрат од тартуфи овде.
Жените ќе бидат многу среќни вечер. Нема проблем да има. Не? секи. Сигурен си? Да. Опа. Еде, гледај. Супер. Мето тартуф, со тартуф и малку Екстра. крскаво на тоа. Екстра. Еј. Вала, имаме 4 начини, им остануваат лепчињата. Тартуфата. Тартуфата. Да. Може. Ајде. Одиме со Може тартуфата. и со путер некој. Да, 2 со путер и 2 со тартуфата. Чекај. Повели, путерот е тука. Земи една друга лажица. Да. Овде, со филушка може. може. Да, и јас со филушка ќе правам со путерот. Само да се Се измеша снајдеме. малку. Да. Овие се твоите две лепчиња и овие се моите две лепчиња. Браво. Охо. Не може да знаеш колку уживам со вакви Много намирници. љубиш. Знаеш, знам кога дојдов во Македонија пред 8-9 години, тартуф имаше од секогаш во Македонија. Ама Да. не беше толку познати, да кажам, и луѓето не ги употребуваат толку во Слабо, да. кујната. Ете така слабо. Сега полека Сега има, текот има, на времето, има, да. да. И знамо ти се продават не само тоа, македонските тартуфи се продават и надвор од Македонија. Се Луѓето оди ги за купуваат. Италија, за Да, после да, од да, да. Италија. И они кажуваат Да. ти се труфи од Италијански. тартуф италијански. Италијански, Ајде, гледаш како не лажат. Ајде. Сега ќе почнеме да правиме малку мислам декорација на Ајде. нашата даска. Ќе имаме гости после што ќе ни дојдат. Што ќе пробат твоите Па мора да се проба, специјалитети. да, да. Го имаме грнето што ќе ни дојде и све. Комплет ќе. Ќе уживаме, ќе имаме и Музика малку. да. Ова, стај го тука. Ајде. Салатата ќе стои вака. И на даската. Јајцата исто ќе ги измешаме со тартуфите. Ќе оставиме. Ова е биено лажицата. сирење со тартуф. Тоа е биено сирење. Знамо ти имаше така нешто сирење и све. Ова ќе го извадиме, ќе го оставиме. А не, ќе направиме другше. Овде со филушката. Топчињата. Че овде има малку пиперка, мајчина душица. Пиперка, мајчина душица. Да. Тоа му ставаш во... бибер. Добро. И што уште? Да, и маслиново масло. И маслиново масло. Одлично. Еба, знаеш што? Гледај, за кратко време, со твоите намирници, неколку идеи. Плюс, направивме едно мезе, што ќе биде Екстра, да. врв. Само идеи мора да се има. Да. Мораше. Што? Може. Да не претеруваме. Пак ќе кажам, да не гледат други, ќе ни овие се... Малку југа. Ова. Тука. Па си завршивме задача. Ова двете таму напред. И знаеш како јас секогаш кажувам на крај. Тоа се вика. И вола. Повелете. Да, повелете на маса сега. Да. Лепа музика. Одлично. Да, убаво. Без амбиент. Ама ќе ве замолам музичарите малку да се симните тон. Ете така. Господинот има нешто убаво да ми објасни овде. Оти имаме многу убава трпеза денес. Направивме убавини. Никола, браво. Селското месо, мислам ти е одлично. Плюс ми додаде пуно ствари на маса. Што ќе правиме, ќе јадиме денес. Да пробаме. Да. Ама објасните ми прво за ракиите. Ми кажувавте ти правите домашна ракија, домашно пуно ствари. Кажете ми. Так, ракијата ни е домашна. Домашна, добро. Локален производител. Океј. Од што е Има направена? овошни ракии. Добро. Значи, дуња, кајсија, слива Слива? и жолта лозова. Па треба да се проба. Да. Да почнеме со музичарите, да му дајме нешто, да Да, имат може, енергија најубаво. за да продолжуваат. Ајде. Ајде. Пред се. Нашите пријатели, Витаминка, секогаш ми давате еден поклон, да го дам за шефот или светова. Повели, Никола, Фала, имаш фала еден за поклон вас и од за Витаминка. Витаминка. Фала Ете, ви. Пробај, ќе видиш убави, сладки Фала ствари. многу. Океј? Фала многу. Ајде, Фала одиме ви. сега со ракијата. Што сакате ракија, музичарите? Кажете. Дуња. Кајсија. Ајде, крадиме, кајсија. Ајде, на здравје. На здравје. Здрави. Нека стана да ги скинем. Браво. Добро свирач.
Дојдете, ајде. Гостя, все ќе донесу. Ovo je tetovska Ќе донесу, pesma. не е проблем. Браво. Дојдете. Можете Повелете, земете тајник дојде од тука тая страна. и сервирате. Чекај Вуаля. Пазите Повелете. слободно, ајде. Не, бе, Зопи. Јован, идите на Повелете. тая страна. Ne mi probamo sve. Ја ќе влез. И ние треба да пробаме. Благодарам. Ја мора да пробам ова селската тава. Сакате да пробате селската тава со мене? Ајде. Сашо? Како убаво мириса. О, oui, ça sent très bon. Voilà. S'il vous plaît. За тебе, Саша? Да, ајде. А другите каде доаѓаат? Ајде. Ајде, Јована. Ајде. Имало, падната била. Стај го овде, шо? На здравје. Шеф, многу добро е. Навистина, многу ми се допаѓа. На здравје. Браво. Ова. Ама мора некој да влезе. Ајде. Како да луѓето се срамат. Идете. Да? Pa ne znam. Извини. Ако водика, На здравје. Марко. Чист укус, нема. Како секојаш кажувам, денешната авантура, мислам ти е завршена за денес, како се кажува mission completed. Фала ви многу на сите. Музика може да свире, ние да јадиме и да уживаме. Фала ви многу. Фала и на вас. Супер беше. Фала. Да.